Поранешниот лидер на СДСМ и екс-председател на државата Бранко Црвенковски не сака да го коментира сведочењето на Зоран Верушевски дека нелегално прибавените телефонски разговори во 2010 година прво биле носени во тогаш опозицијската СДСМ, а екс-разузнавачот ги анализирал како надлежен за безбедносна политика. Алфа став побара од кабинетот на поранешниот председател Бранко Црвенковски. Прашавме како екс-председателот го коментира сведочењето на Верушевски. Дали навистина како лидер на опозицијската СДСМ ги примил така наречените бомби и колку материјали биле доставени во партијата. Од кабинетот Кусони одговорија дека Црвенковски останува на својот став, да не коментира актуелни теми, вклучително и оваа. Сепак се поставува прашањето, зошто Црвенковски не се одважи да ја објасни на јавноста што точно се случувало во партијата кога тој беше на чело на СДСМ, а во исто време, како поранешен шеф на државата, ги ужива сите бенефиции кои му ги нудат државата и граѓаните. Ова ги остава отворени сомнежите, што знаел Црвенковски и зошто молчал. Во последното сведочење за предметот на СЈО Таргет тврдина, екс-разузнавачот Зоран Верушевски предизвика низа од реакции во јавноста, откако во својство на сведок се огради од бомбите и рече дека тие уште во 2010 година биле носени директно во седиштето на опозицијската СДСМ. Тој со исказот фрли сенка врз разговорите, тврдејќи дека тие после неговото апсење во јануари 2015 биле страотно модифицирани. Исказот на Верушевски не се совпадна со дел од исказите на свиркачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски. Наспроти таквото тврдење на Верушевски, Лазаревски во неговото сведочење во ноември минатата година рече дека вадењето на материјалите почнало уште во 2010-та, а дека Звонко Костовски ги експортирал кај него, кој потоа му ги давал на Верушевски. Костовски пак на сведочењето во март годинава рече дека заедно со Лазаревски од УБК изнеле помалку од 5% од вкупниот број на нелегално прислушувани материјали и дека му ги дале лично на Зоран Верушевски, кој пак ги предал на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во меѓувреме, поранешниот директор на УБК Митевски за Алфа обелодени дека бомбите му биле нудени и нему. Еден од тие таргети на Ѓорги Лазаревски сум бил и јас, меѓутоа по моето неприфаќање во тој период да ја преземам таа одговорност за материјалите изнесени од УБК, на тоа сигурно се сложил господинот Зоран Верушевски и лично тој ги презимал материјалите од Ѓорги Лазаревски, а потоа ги пренесувал во политичката партија СДСМ. За сведочењето на Верушевски се огласи премиерот Зоран Заев, кој најави дека неговиот советник за национална безбедност на следното рочиште ќе се дообјаснел. Најава што сама по себе е проблематична, затоа што се поставува прашањето како премиерот знае што ќе зборува еден од главните сведоци и која е всушност вистината.